Официјално во штип без работа во последните 6 месеци останале 700 граѓани, од нив близу 327 се млади лица до 35 години. Имајќи ја во предвид праксата за работа на црно, бројот на лицата кои останале без екзистенција е поголем од 1500. За последните 6 месеци од почетокот на глобалната здравствена, но и економска криза предизвикана од коронавирусот, бројот на граѓани кои останаа без работа на државно ниво е близу 13.000 лица. Ова се официјалните податоци, но надлежните немаат увид во губењето на работни места на така наречениот црн пазар. Обидите за сузбивање на сивата економија, а со тоа и евидентирањето на бројот на работно ангажирани лица во истата, со децении се покажа како напразно. Тоа значи дека и евидентираната бројка од 4000 млади лица до 30 години кои за време на корона кризата останале без работа, иако е официјална, не е реална. Поголема е. Секој четврти човек кој останал без работа е млад човек под 30 години, што секако дополнително ја отежнува состојбата на младинската невработеност во земјата, која впрочем е највисока во Европа, а изнесува 35%. Поради оваа состојба, штипските младенци иницираа здружување во различни форми. Во информациите доставени до Mnet се наведуваат неколку аспекти на планираното организирано младинско здружување. Носителите на иднината и прогресот, младите на кои останува светот, бараат заштита на нивните законски права од релевантните чинители во општеството, бараат не само декларативно, туку и реално да се обезбедат поголема заштита на работничките права, да им се обезбедат сигурни работни места, поголеми социјални и економски сигурности и инклузивност во процесот на креирање и имплементирање на младинските политики.